Епизода 10. Проверка на границите. Лабораторијата беше исполнета со дивок и напнат воздух после првите конфликти и саботажи. Екипата на Елијан Ривера беше подготвена за првиот масовен тест на бродот со криокабини. Иако се уште работеше со ограничен број на доброволци. Ова е моментот на вистината, рече Елијан, додека стоеше пред холограмската проекција на бродот. Сега ќе видиме дали системите може да поддржат животни функции за долги периоди. Секој дефект што ќе се појави ќе ни покаже каде мораме да ја засилиме заштитата. Стотина доброволци беа сместени во криокабините. Сите беа млади, здрави и психички подготвени за тестот. Алармите беа вклучени, мониторите непрестанно изгледаа виталните функции, а системите за воздух и температура работеа на максимален капацитет. Се е стабилно за сега, рече Кира Солис, следејќи бројките на екранот. Но мораме да бидеме подготвени на секој можен проблем. Меѓутоа, како што тестот продолжуваше, магнетна бура ја погоди лабораторијата. Енергетските флуктуации предизвикаа нестабилност во системите за животна поддршка на неколку криокабини. Срцето на Елијан почна да се врзава да чука. Контрола на системите веднаш стабилизирајќи ги резервните модули, нареди тој. Ситуацијата беше напната. Бројките трепеа на мониторите, а доброволците беа смирени, но целосно зависни од технологијата за брза интервенција на тимот. Нестабилностите беа намалени, а системите повторно се вратија во стабилна функција. Ова е доказ дека можеме да го направиме ова, рече Елијан со тивко олеснување. Но, истовремено, ова ни покажа дека секој тест, секоја бура и секој дефект може да биде смртоносен. Времето не е на наша страна. На површината, магнетната бура предизвика прекини во енергетските мрежи и транспортот, потсетувајќи ги сите дека планетата Тера е непредвидлива. Политичките тензии почнуваат да се зголемуваат. Групи кои беа против проектот ја користеа несреќата како доказ дека бродот е премногу ризичен. Не можеме да дозволиме стравот да не запре, рече Елијан, подсовирајќи ја целата екипа. Нашата задача е да го направиме тоа што е невозможно да биде возможно. Ако ги провериме границите сега, кога ќе дојде време, ќе бидеме спремни за сите 6000 луѓе. Во последните сцени од епизодата, камерата прикажуваше внатрешност од бродот со редови од криокабини. Светлата што пулсираа, алармите што трепереа и доброволците што спиеа мирно. Над нив магнетната бура трепкаше преку градот и лабораторијата, символизирајќи ја борбата на човештвото против непредвидливите сили на планетата. Елијан ја држи раката на Мара. Сега знаеме дека можеме да го направиме, но се уште